што се случува со дивоградбите на долниот тек на река Вабуна? До сега си има случено ништо. Единствено што е направено што се изброи минатата година вкупно 108 дивоградби, ама во однос на минатата година само единствено нешто што е променато е бројот на дивоградби уште повеќе. Ние потегнуваме прашања и после потегнатите прашања длабоко се вознемирува градоначалникот и мнозинството, така што ако некој најмалку сака да разговара за дивоградбите, тој е градоначалникот и советот. И во таа е реалноста во која што живееме, значи нема политичка волја во овој совет, ниту во претходните совети, никој не сака да влезе во косте, заради тоа што клиентелистички настроено. Логиката е многу едноставна. Ќе оставам Бабуна со дивоградбите настрана, бидејќи оттаму влечам гласови. Таа е клиентелистичката политика на ДПМН и на СДС. На ДУИ сите светото тројство на клиентелизмот наназад годините и на линија на помал отпор го имаме ефектот на Бабуна, секоја година се повеќе и повеќе дивоградби. И еве јас ќе ви понудам решение, тоа истото е понудено и на градоначалникот. Првично, ако е обезбедена политичката волја, хипотетички да претпоставиме дека и локалната и централната власт сака да се реши проблемот. И многу едноставен проблемот, се дава ултиматум на дивоградбите во Бабуна. Зошто во Бабуна? Баш заради тоа што е заштитено подрачје, многу едноставен е одговорот. Не се живеалишта за живење, туку се живеалишта од каприц, направени на заштитени подрачја, значи подрачје покрај река. Се дава ултиматум од 6 месеци или една година самостојно да се иселат субјектите кои што ги владеат. Доколку тоа не се случи, влегуваат багерите и процесот се завршува со асистенција на полиција, Министерство за транспорт, животна средина и сите субјекти, локални и национални. Многу едноставен проблем. Додека ние разговараме сега, една дивоградба во Албанија се урива. Примерот со Албанија покажа дека доколку има политичка волја, проблемот се решава многу лесно и многу брзо и многу едноставно.